Драги приятели, и вечерва ќе се дружиме, бидејќи вчера и денове се случува доста работи. Едно ме мрзи, едно потешко ми пишувањето. Вака речев повторно се дружиме преку видеово. Ќе започнам прво од глобалната сцена која и нас не засега. Тоа е Русија, која веќе станува силна и ги казнува сите нејзини така наречени непријатели, кои сама ги прогласи, а се вистински, бидејќи зариваат на шогрб. Но тоа заривање на шогрб Русија не го чувствува, бидејќи кога си која мечка на дебел корез, значи земја со голема безбедност и никој ништо не ги може. Тоа го почувствува и Наполеон Бонапарт и Хитлер, а камо една мала Чешка, која работи по диктат на... Сад се знае. Кој што се однесува за Чешка е многу добро познат тој менталитет и за време кога беше дел од Варшавскиот пакт, значи кога Советскиот сојуз постоеше, бидејќи некаде во 1987 година одев автостол за Шведска преку Унгарија, Чешка, Источна Германија до Трлево Стасав, не враќа после. Тоа е долга приказна, но сакам да кажам малку прво за менталитетот на Чешка и оно што се случува. Факт е дека тогаш во Брно бев, но се чувствуваше различен менталитет од словаците и од чесите, што и подоцна дојде до разделба, мирна разделба на тие две држави. Факт е дека чесите тогаш не ги многу милуваа русите, поради оно што се случи 68. Но од друга гледна точка забележав дека без разлика на сето тоа Чешко-Варшавскиот пакт имаше најдобар стандард, заедно со Источна Германија, што има најмали цени, значи без пари може да се купуваат нови работи. У Чешка беа малку поскапи, например, но има и поголеми примања. Факт е дека прво кај нив никош не постоел, бидејќи Чешка е католичка земја, католици се, додека Русија се православни како нас, значи припаѓаме на иста вера. И они се чувствуваат како православни, како католици, дека Западот ќе ги припати, но за жал на Запад ни служат како маша да се поблиску до Русија и на Русија да им прават проблеми. Бидејќи они се католици, но тоа е група на словенски народи. А знае кои се, тоа се руси, белоруси, чеси, словаци, пољаци, кои се и пољаци, да кажеме се, католици мислам и словаци, никој не сум многу сигурен. И тука е најголемата грешка на Чешка. И Чешка што направи? Избрка 18 дипломати руски врати со 20, што дојде во опасност и самото соопштување на чешката амбасада во Русија. Ја не знам со кој памет наши бркат руски дипломати. Прво ти да избркаш било кој дипломат англиски, мислам на Велика Британија, на Франција, на Русија, на Германија, на САД, треба да промислиш 3 пати. Оти тоа можеби ти земеш некој денар, долар, евро, не е важно, но ќе страдаш подоцна. Универзум постои една збор кој се вика рамнотежа. Значи не да мислиме дека некој не почаствува, не, ќе патиме на друг начин. Значи оно што не ело, не останало, што рекли старите. Значи Чешка, само тоа што направи, Русија го запре снабдувањето на Чешка со вакцини. И што се случи? Председателот на Чешка отиде во Србија и контра Западот, значи контра САД, и јавно, значи председател на Чешка земја, јавно и се извини на Србија за бомбардирањето во 2009 година. Голема штаканица за НАТО и за САД. Но подоцна наводно тоа било само негово мислење, не и на Чешка,
Но без разлика на това, Vučić mnogo mudro postupил, mislim Aleksandar Vučić председател на Србија, со тоа што на Чешка им донирал 100.000 од Pfizerovата вакцина. Тоа е смешно. Некој ќе не, тоа е трагикомично. Што ми можеме да очекуваме ако, не дај Боже, Руската федерација одлучи да ни протера дипломат, кој што ние протеравме, наводно работел погрешно, Османи мисли дека вода пие Владимир Путин, председател на Руската федерација, најдобриот раководител, 160 беше, но за сега стаја прво премиер по председател. И то, внимавајте, в Русија има само наш вршителна должност, амбасадор, значи нема амбасадор и уште еден престани. Буквално треба да затвориме амбасадата во војно најсилната држава во светот, а и Османи тоа направи на штета, да се разбереме и на самиот албански народ. Зошто го на штета? Не знам колку ми познато деновиве во Србија се одржуваат заеднички војни вежби помеѓу српските контратерористички организации, значи специјалната единица на Србија и специјалната единица на Русија или Руската федерација за контратерористичките акции. Значи Србија се подготвува да разчистува со Косово и со Албанија. Ја не знам, албанците ги сметат за доста интелигентни луѓе, но последните политичари не се покажат толку. Енфер Хроджа знаеше кога треба да е со Русија, кога да е со Кина. И денеска во Албанија имаме кинеско ружување. Ова секој знае. И денеска во ангарите на Албанија има руски мигови, од посргена си нормално, МиГ 15, 16, 17, така нешто. Не знам 21 колку им се исправни и така натаму. Значи, ова не е опште памет. Значи, Чешка е доби првата лекција, не знам како ќе е со Македонија. Јас се надам дека нема да ги запрат вакцините, бидејќи русите или рускиот народ и самиот председател на Русија Владимир Путин знае дека не е тоа војата на народ и јасно каже на референдумот дека не се за НАТО, но моравме да бидеме со сила вовлечени таму. Но за тоа не сакам многу да зборам, времето ќе каже се. Но неубави работи се случуваат и кај нас и во светот. Например, сад се заканува Калининград ќе го освојувале и НАТО и затоа прават вежби таму, а не се свесни дека ќе бидат избришени од земјата топка. Значи да се разбере, ја многу пати кажав, нити сум руски, нити било како ориентиран, јас сум новин аналитичар, која сакам само објективно да ја пренесам ситуацијата и кај нас и во светот. Не да Боже да се случи само да помислат тако нешто, сад заедно со нивните сојузници може да заменат во историјата. Зошто? Русија е единствената земја во светот кој поседува хиперсонично оружје. Тука е нивиот страшен авангард, тука е торпедото поседен. И да не ги набројувам сите. Значи, а и да се разбереме, они имат највише нуклеарни глави по број. Значи, повеќе од НАТО и од САД заедно. Така треба да се помислат два пати. А рускиот председател Владимир Путин многу јасно кажа, ниедна војна повеќе нема да се води на руска територија. Значи, првиот војник кој ќе се обиде да ја помине границата, мислам, од НАТО, САД ќе замине во историјата заедно со многу од низините главни сојузници. Така да треба прво да се прс начело, па да постигне. Не случајно во Русија се донесе закон дека Русија може чак и превентивно да делува, значи до сега го немаше тоа право, чекаше само да биде нападната. Со новиот закон председател Путин, ако почувствува дека се подготвува офанзива или не да Боже нуклеарна нешто, значи може пред, знаеме дека Русија има доброволчна служба, може да ги избрише без пардон. Значи нема да му треба потреба дозвола од Думата или парламентот руски, нити па од Конгресот. Инаку само се обидува сега
и сплетки да правят околу самите избори, мислам дека во септември, најсе знам дека се во Русија за думата, наводно не може да признаат, а Европското нема да ги признае, малку ми смешно, ако не бъде по нивна воја, значи ако не победи единствена Русија или ако остане председател Владимир Путин, тоа е толку смешно и трагикомично, но најсмешно, повеќе трагикомично е што Европската унија во моментот ќе издава пасош за ковид. Интересно е, значи во Европската унија ќе може да влезат оние само што се вакцинирани со AstraZeneca, Pfizerovата, Johnson и не знам кои други таму, само не со руската. Прашање и кинеска вако одобрат овие денови кои што дека одобриле. Па да ви кажам искрено, тоа значи сакате во руската да влезете? Да, ама прво ќе си стајате ке нас викат во село Сиđimка или јажо по вратот и ќе влезете. Па господа, тие вакцини уште се во експериментално фаза. Додека да се разбереме, руската може би експериментална, руската е прави на база веќе на една вакцина што имат, на база на еболата. И ви, ако барате со пасош од вакцини, треба да барате од сите земји. А народно ке се одлучи со која ќе се вакцинира. Тоа е, ова зборува дека војната со вакцини Европската унија ја загуби. Поточно сад, Запад ја загуби или Бил Гейтс ја загуби војната со вакцини односно Русија. Но малку да се префали на домашната сцена, тука е многу актуелно во моментот Сашо Мјалков, инако вртичат на понешно пријам Никола Груевски, кој не успеа да се погоди, ја би рекол, дали премиерот го издрибал Сашо Мјалков или пак премиерот бил издрибан од судските органи, бидејќи Сашо Мјалков не му се дозволи покрај обвинителството што даде Амин да се прави слобода. Инако изгледа во податоци, значи почела на годината од 1.800.000, дошло до 5.500, 7, не знам, и кога дошло до 10.8 или 11 милиона евра, гаранција со Сашо Мјалков, обвинителство дал Амин, значи ако он толку понил, некој морал да земи под рака. И што се случува? Судот не го одобрува домашниот притвор, веќе има две простепени судски одлуки и Сашо Мјалков мора да се врати во притвор. Или во затвор, како сега ти кажеш. Но еден факт не треба да се заборави, дека со враќањето на Сашо Мјалков во затвор, не знам како беше победен пример Зоран Заев, дали надвор во затвор, ја очекувам кој аналитичар, мислам, не би сакал да се случи тоа, но кој аналитичар разборувам, дека ќе дојде до пресметка меѓу двата, слободно да кажам, клановите или башки клан, тоа е кланот на Заев и на Мјалков. Не треба да се заборави дека Мјалков подрежеше позивето. Има, он е за мене најбогат човек, некам човек. Јас се објавив, не знам кој ми ги прати податоци, кои се фирми поседал, тогаш само во недвижен имот имаше 1.200.000. Значи тоа се за него малку пари што му ќе имат земено, а најтешко е на човек кој ќе му бркнеш у джеп, му земеш пари, особено на власт, така да тука не мина на пресметка. Ја мислам дека со враќањето на Мјалков во затвор или на слобода, не знам кој е попаметна ли во затвор, премиерот колку може да биде безбеден, прашање. Може би дека е на власт, и тоа е прашање, бидејќи Мјалков подржи поземјето. Тука можам слободно да кажам, само да не видам погрешна работа, разбрам, на никој не посака ништо лошо, но може да се очекува кој прв ќе го повлече ако на Дивиот Запад. А пресметката е неминуно со враќање во затвор на Мјалков, но треба да се нагласи да беше, да се бранеше од слобода, немаше да му го заборави ово што му досега направи Заев.
Но тоа нивно гајле, главно ќе има театар, за жал лош, крвав театар у Македонија, кај што не е испоручено и граѓанска војна да се случи, тоа да биде каписот за многу работи. Најасно нас, етничките македонци, велам да си сеат мирни, од причина да не учествуваат во туѓи пресметки. Драги сограѓани, албанци, македонци, било кој да се ви посакувам ова вечер и паметна глава, подалеко од пресметките на политичарите, бидејќи на секој од вас му е мил животот и неговото семејство, да не си ги навлекувате сами беѓата на врата. Убав сум и време да почнете да мислите со своја глава, да не говорите со жвакано.